министер. Секаква глупост очекував да слушнам под превезот на евроинтеграциите, ама дека ваква глупост во моментов ќе слушам не можев да поверувам. Ова беше една од најступидните работи кои што ги имам слушнато, дека ако им помогнеме на граѓаните кои што се греат на дрва, преку откажување на давачките кон буџетот, односно да симплифицирам, ако има помалку пари за владата, а повеќе ќе останат кај граѓаните, дека така ќе ја спречиме Република Македонија во патот кон Европа. Ја мислам дека тоа е такво потценување на граѓаните и дека треба малку да се внимава, затоа што со ваквите изјави го рушиме реномето и на самата Европска Унија. Да појаснам. 18% е данокот на додадена вредност за кубик дрва за граѓаните кои што се греат на дрва и кои што треба да го платат во однос кон давачки кон државата. Ние со овој амандман бараме да биде 5%, што значи за 13% ќе се намали цената на огревно дрво. На тој начин државата ќе ги загуби приходите, кои што во овој буџет, во однос на наплата на даноци се за 400 милиони евра повеќе. Практично значи дека државата планира да собере од даноците 400 милиони евра повеќе оваа година од претходната година. Од друга страна, стоки и услуги ставката, договорни услуги, привремени вработувања, набавка на возила, набавка на мебел е за дотолку поголема во буџетот за наредната година. Практично многу просто математички. Ние бараме државата да се откаже од дел од приходите од даноци, да намали на овие непродуктивни трошења и да им помогне на граѓаните. Зошто да им помогне на граѓаните? Бидејќи отприлика 62% од домаќинствата во Република Македонија се греат на дрва. Да можат луѓето нема да се греат на дрва, затоа што во моментов најевтиниот енергент за загревање на домовите се дрвата. Граѓаните да можеле поинаку да се греат, поинаку ќе го направиле тоа. Еве, вие велите не е еколошки. Добро, се сложувам. Со струја е еколошки. Па зашто тогаш се поскапуваат третиот и четвртиот блок на граѓаните за струја? Ете во ред, третиот амандман е за намалување на ДДВ-то на електричната енергија. Лично мој предлог. Океј, ете дрвата загадувале, ќе не спречеле да бидеме членки во Европска Унија. Океј, ајде да се греат на дрва, ајде да го намалиме тогаш ДДВ-то на струјата. Ајде тогаш на струјата ДДВ-то да биде од 18 на 5%, 13% да ја намалиме струјата. И тука имаме амандман. И тука можеме да интервенираме за загревање. Имавме политика на субвенционирање за грејење на печки на пелети. Струјата поскапе за 30-40%. Имаше предлог, исто од вашето министерство, ДДВ-то за пелетите да биде на 18%. Имавме заедничка изјава со производителите, дистрибуитерите и трговците на пелети, со колегата Пренчев, дојдоа тука, вие не се ни осмеливте да ги примите. Потоа интервениравме во даночната реформа, се сеќавате, и потоа по наш амандман, кој што беше потоа комисиски поддржан од сите, ДДВ-то е од 18 на 5% за пелетите. Ја не можам да разберам што толку ќе смени на оваа држава ако интервенираме во оваа насока. Може да се каже дека потребни се приходи, ама дајте немајте да ги потценуваме граѓаните, дека ако се грееле на дрва држава нема да стане земја членка на Европска Унија. Тоа е, мислам, дегутантно да се зборува. Се знае зашто е тоа финансирање. 5,5 милиарди оваа година треба да се обезбедат. 1,3 милиарди евра треба да собереме од ДДВ-то. Кажете им на граѓаните, бидете искрени, дека може да се помогне, може да се помогне. Во оваа држава има фискален простор за да се намали ДДВ-то за дрвата. Па дали вие не гледате со какви проблеми и предизвици се соочуваат македонските граѓани? Оваа држава, освен вакви трошки од антикризни мерки, 660 милиона не можеме да ги гледаме од телевизија, не се симнати, од кои што 400 милиони евра се директни заеми кои што уште не се поминати во собранието. По 1000 денари ќе им пофрламе на категории на луѓе. Дајте бе, луѓе, има систем во оваа држава, системско решение може да се донесе. Се знае, многу е просто, економија. Тука има луѓе кои што навистина работат во тие сектори, кои што ме разбираат што зборувам. Сите граѓани може да разберат што зборуваме.
да го намалиме на ДДВ-то за струјата, да го намалиме ДДВ-то за огревното дрво, во однос на тие приходи кои што ќе се намалат, ќе го стегнеме ременот. Не може ние да бараме, дајде ќе воведеме данок на солидарност, да бидат солидарни компаниите. Ајде ќе ги покачиме сите даноци, да бидат солидарни граѓаните, а владата кога ќе стане солидарна со граѓаните? Па ако треба во тие антикризни мерки ќе се намалат некои приходи, малце ќе заштедиме на некои други работи, барем кај граѓаните да останат на овие пари. Зборуваме за намалена инфлација, вредноста на парите е најмало во Македонија споредено секаде со регионот. Зашто не ја зголемиме вредноста на парите? Има мерки каде што државата може директно да интервенира. Еве ги мерките. ДДВ-то на струјата, ДДВ-то на огревното дрво, намалување на акцизите со тоа што ќе останат париве кај граѓаните и ќе видите како ќе се намали едноставно инфлацијата, но и ќе се покачи вредноста на парите кај граѓаните. Нема да биде богата државата, ќе имаат повеќе граѓаните. Проста економска логика. Не го прифаќам ова образложение и навистина не кон вас како човек, туку кон институцијата влада, сметам дека малку треба приоритетите да бидат прередени во овој момент на криза. Затоа што ако имаме антикризни мерки, де факто признаваме дека има криза. Ако има криза, ве молам, немојте сега да ги подценуваме граѓаните, да ги понижуваме со вакви објаснувања или со 1000-1500 денари месечно додека траат изборите. Па постои систем во оваа држава, за тоа постојат и даночни олеснувања, за тоа постојат и одредени директни и индиректни мерки. Зашто да не направиме систем? Оваа мерка што ние ја предлагаме ќе трае наредните 12 месеци. Нема да трае до месец мај. Нека трае 12 месеци, без разлика кој ќе победи после тоа, треба да прави ребаланс, нема да го намали ово. Со една реченица да симплифицирам. Помалку пари кај владата, помалку пари во буџетот, повеќе пари ќе останат кај граѓаните. Благодарам.